Сабота 7 јули го гледате најновото издание на регионалните вести. Делот дотраена куќа утрово се урна во близина на училиштето на Инфрашери. За среќа нема повредени, со оглед на тоа дека во моментот на уривањето деца играле на улицата. Се урна делот стара куќа на улица 110 во Тетово во близина на училиштето на Инфрашери. За среќа избегната е трагедија, зашто во моментот на уривањето на улицата играле деца. Мајката на едно од нив, видно вознемирена, апелира до надлежните да се преземе нешто, следен пат да не се случи поголема несреќа. Денеска детето ми беше надвор, инфракче земав, паднав, мислив дека ми го фати детето. Зидот. Треба некој да зема мерки за ова овде. Деца имаме. Кога ќе биде нешто, тогаш кој ќе дава одговор? Треба да се зема мерки за ова. Жителите од овој дел на градот велат дека околу 11:30 часот слушнале силен звук, мислеле дека се работи за судир на возила. Кажуваат дека многу пати алармирале околу дотраената куќа, но одговор не добиле. Ја одев према Дуча, ама гледав децата беа едно 22 мали, игра со пиштол. Ама меѓу време тие заминале натаму. Ја дојдев од Дуча, баш пред кривинава тука. Божам се судрија некои две коли, така ми се чинеше. Бу, која видов, ова се сруши и цигливе до таму, еве, кај се гледаш. Ама децата за среќа избегале нааму. Ние сме се јавиле неколку пати. Каде се јавиле? Уопштина, тамо, вамо, ама никој не презема ништо. Ова знаеш кога ќе трчат, кога ќе се случи нешто смртно или било што, тогаш ќе дојдат, ќе земат информација, ама вака не, па шучир, што не се случи ништо. Сакаме некако да предземат. Ова некому е, ама не знам чиво е, од Ајдар, не знам ја, ама ова треба или да се руши, или да се предзема нешто. Ова меѓу време па ќе падне, ова, видиш, ова жените седат, еве, нема кај да одат, вручина ќе седат тука, децата играт, ти не можеш да ги бранеш, џабе. Инаку и градежниот шут од урнатата куќа која ја блокирал улицата, жителите сами го отстраниле. Скијачкиот клуб Љуботен има покренато иницијатива 3 објекти на Шар планина да бидат заштитени како културни споменици. На таков начин, според нив, ќе се заштитат објектите кои представуваат символ на Шар планина. Уништувањето на природата и историските објекти на Шар планина ги алармираа планинарите и скијачите да подготват иницијатива за прогласување на планинарскиот дом Јелак, старата скијачка скокалница и кулата на Титов врв за споменици на културното наследство. Велат дека само на таков начин може да се зачува тоа што остана на Шара, кој во последните 5 години немилосердно се уништува. Попова шапка е целата изорана, а објектите некогаш изградени кои представуваат символ на овој туристички центар, оставени се на забот на времето. Ископан е еден базен, таму копани се тони и тони, волумени камења и за жал тие камења се фрлени и истурени баш на патеката ФИС за велеслалом на Попова шапка, каде што се држеа шапланинските купови. Тоа е една голема еколошка катастрофа на местото на познатиот и традиционален чешки лифт, ски лифт кој што тотално се руши, па се руши целото брдо. Значи идејата беше од таму нарушена екологијата со големи еколошки катастрофи и сега ајде барем од негде да почнеме нешто да заштитиме. Планинарскиот дом Јелак, еден од најстарите на Шар, изграден во првата половина на 20-тиот век. Во истиот период изградени кулата на Титов врв и скокалницата каде своевремено се одржувале меѓународни првенства. Целта е овие 3 објекти да станат музеи на планинарењето и скијањето. Иницијативата ја поддржаа голем број планинари и скијачи од Македонија, кои сметаат дека нивната заштита ќе привлече голем број туристи. Во смисол да привлече повеќе народ да дојде да го види тоа што се е направило, така да тоа е добро. И мислам ја поддржувам такви иницијативи, се тоа да се фаворизира планината и да се заштити од така.
безвезното однесување на луѓето. Иницијативата ќе ја поднесе до надлежните институции. Вела дека требало порано да презема чекори за заштита на овие објекти, но се надевале дека Шар планина ќе биде што поскоро прогласена за национален парк, а со тоа сите природни историски вредности на Шара би биле зачувани. Но постапката за прогласување на ова подрачје за заштитено се уште е во почетна фаза и не е влезена во собраниска процедура. Во меѓувреме Шара го губи некогашниот сјај, каде незиното богатство немилосрдно се уништува. Оливер Спасовски од Гостивар, каде денес беше во посета на своите сопартици и на средби со граѓани, го повика председателот Иванов да го потпише законот за ратификација на договорот со Грција. Генералниот секретар на СДСМ и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски денес беше во посета на Гостивар. Оствари средби со своите сопартијци и со граѓани. Беше во црквата Пресвета Богородица на градскиот плоштад, пошто во изјава за медиумите го повика председателот Ѓорѓе Иванов да го потпише законот за ратификација на договорот со Грција. Навистина мислам дека после многу години тапкање во место, сега е период во кој што граѓаните ја имаат историската шанса да помогнат на Македонија, да помогнат на самите себе си, да помогнат на нашите и своите деца и Република Македонија да биде членка на НАТО и на Европската Унија, Република Македонија да има економски просперитет и Република Македонија да има исти вредности, да споделува исти вредности како граѓаните на Европската Унија. И овие процеси никој не треба да ги попречува во овој момент. Треба сите граѓани да се приклучиме заедно во оваа битка за остварување на националните интереси, тоа е членството во Европската Унија и НАТО. Од тој аспект сметам дека најголема одговорност треба да имаат политичарите. Најголема одговорност треба да бидат оние кои што се највисоки позиции. Од тој аспект го повикувам Иванов да го потпише законот за ратификација на меѓународниот договор, да помогне на Република Македонија да исчекори напред и да помогне и да покаже дека е за иднина на оваа држава и за иднина на нашите генерации. Во врска со најавите од опозицијската ВМРО ДПМН е дека ќе бараат закон за амнестија на осудените за случувањата од 27 април, Спасовски децидно рече дека амнестија нема да биде дозволена. Апсолутно не се боревме за амнестија на криминалот на никого. Ние сакаме да има правда за сите, сакаме во едни транспарентни постапки секој да одговара за стореното. Така да и од овде од Гостивар упатувам порака дека амнестија нема да има за никого. Никој нека не се надева на амнестија, секој нека се соочи со правдата за она што го направил, заради тоа што и тоа е европска вредност. Правда мора да има сите и да чекориме цврсто и храбро заеднички, без разлика на национална и на верска припадност во Република Македонија, да чекориме кон тој европски пат. Благодарам. Спасовски во Гостивар го придружуваа пратеникот од СДСМ Благојче Трпески, председателот на општинската организација Зоран Ангелов и други партиски членови. Независниот синдикат на полицијата денес го одржа четвртото вонредно собрание. Беше истакнато дека треба да престанат манипулациите на вработените, да ги бараат правата кои ги немаат, а не оние кои веќе им се стекнати, и во иднина никој да не си ги препишува резултатите кои ги има постигнато синдикатот. Ние имаме поголем проблем со дел од работниците кои се во самото министерство, односно седат во канцелариите во министерството, кои во минатото практично од неколку години биле насоки од Независниот синдикат на полицијата да нема тужби. Тоа е многу познато на македонската јавност и Независниот синдикат од тој момент излезе во македонската јавност, кај што ги увидовме бројните грешки, кај што не се почитуваа законите и можам за жалење да кажам, се уште во Министерството за внатрешни работи постојат одредени структури од минатото кои не ги слушаат насоките од токму од овој Независен синдикат на полицијата и се уште постојат раководители на одредени организациони единици, односно места, кои практично се влијателни, односно имаат тежина на нивниот потпис и на нивниот практично на нивното место на работење, со што ние имаме се уште штети
последици и испумпување на буџетските средства. Значи конкретно и најконкретно е тоа со цел и намера да се задржат парите во Министерството за внатрешни работи, да нема, ако ништо повеќе, моменти кај што ќе имаме потреба за судски разрешување на одредени судски спорови и ќе немаме ситуации во кои ќе имаме буквално дисциплински комисии кои ќе завршуваат по судови, кај што адвокатите кои се 23 во независниот синдикат на полицијата ќе бидат ангажирани за расчистување на едни такви проблеми. Популарниот македонски пејач Владко Илиевски е пронајден мртов во неговиот автомобил во Скопје, соопшти полицијата. Илиевски во 2011 година ја представуваше Македонија на песна на Евровизија, а со години беше член и на групата Морал. Според неофицијалните информации, Илиевски е пронајден по анонимна дојава, а засега не се познати причините за смртта. Во полицискиот извештај е објавено дека починатиот 33 годишниот В.И. од Скопје е пронајден синоќа околу 23 часот во автомобилот марка Тојота на улицата Трета Македонска бригада. Од МВР се наведува дека телото на починатиот е предадено на обдукција по направениот увид. Владко последната објава на Фејсбук ја има претходниот ден, неколку часа пред да биде пронајден мртов, а денеска македонската естрада се простува од својот колега. Викендов во Тетово ќе се одржи културната манифестација Фолклорни игри под шара. Истата ја организира Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничкото друштво Бранко Чајка. Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово организира културна манифестација Фолклорни игри под шара, која ќе се одржи во недела на 8 јули. На неа со народни песни и ора ќе настапат повеќе културно-уметнички друштва од Тетово и околните населени места. Задоволство ми е да ја представам манифестацијата Фолклорни игри под шара, која ја организира Сдруженијето на Срби и Македонци КУД Бранко Чајка од Тетово. Ова манифестација е мултикултурна фолклорна средба на културно-уметнички друштва од Тетово и околните населени места. На неја учествува покрај Сдруженијето на Срби и Македонци кои го негуваат и македонскиот и српскиот фолклор, ќе настапат културно-уметничкото друштво Джеладин Зечири кои ја негуваат албанската народна традиција и културно-уметничкото друштво Пралипе која негува ромската народна традиција. Настапуваат уште и културно-уметничкото друштво Извор од Јагуновце и културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница. Инаку ова манифестација представува проект од национален интерес за културата во 2018 година, одобрен на конкурсот кој го организираше Министерството за култура на Република Македонија. Инаку оваа година нашето здружение покрај оваа манифестација Фолклорните игри под шара неодамна пред месец дена се врати од Нови Сад каде ја реализираше програмата на проектот Учество на денови на македонската култура во Нови Сад, а на есен не чека реализација на уште еден проект во кој станува збор за една театарска представа на српски јазик. Почетокот на манифестацијата Фолклорни игри под шара е закажан за во 19 часот и 30 минути во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Времето денеска предпладне во Македонија, во северните и источните делови беше облачно со врнежи од дожд проследени со ретки грмежи. Попладне се стабилизираше. Утринската температура се движеше од 14 до 20, а дневната од 22 до 33 степени Целзиусови. Во недела ќе има повремен локален дожд со ретки грмежи, ќе дува умерен повремено засилен северен ветер кој ќе предизвика опаѓање на температурите за неколку степени.
Утринската температура ќе се движи од 11 до 18, а дневната од 20 до 28 степени Целзиусови. Имајте убав остаток од викендот. Овде го завршуваме ова издание на регионалните вести. Пријатно!